Почитувани колеги пратеници, почитуван докториран премиер, внимателно го изчитав вашето експозе и да ви кажам дека стручно вака реторички од 17 тези кои ги изложивте, 16 ви се лажни и само една ви е вистината. Вистината е дека опозицијата е предводена од левица. Само тоа ви е вистина во целото експозе. И ми остане на реплика случајно ја забележав, кај што велите за мене политиката не е математика. Веројатно сакајќи да контрирате на Мицковски за кој што политиката е математика. Сега би ви цитирал една реплика од еден класик на марксизмот-ленинизмот кој вели дека политиката повеќе прилега на алгебра одошто на аритметика и уште повеќе на виша математика отколку на нижа. Сега денес во новиве геополитички преструктурирања вие тука се обидувате да не убедите математички кажано дека -3 е поголемо од -2 или да не убедите дека новите 64 се повеќе од старите 64 пратеници. Гледајќи го експозето, решив да се позанимавам со структурна критика на вашиот говор и мојот говор ќе го структурирам на 3 столба, односно ќе се обидам, како што вели колегата Снопче, емпириски да ви докажам дека сте антиработничка партија, дека сте антиевропска партија и дека сте антимакедонска партија. Зошто сте антиработничка партија? Тоест влада или владеачка коалиција? Често знаете нас да не обвините дека левица е радикална десница, но сега ќе видиме дека вие апла применувате десничарска неолиберална економска политика. Имено во ваше време класната раслоеност во државата е до невидени размери. Богатите стануваат се побогати, сиромашните стануваат се посиромашни. Креиравте елита на 10.000 брачни парови кои заработуваат 70 до 80 пати повеќе од обичниот граѓанин. Богатството на олигарсите кои ги создавате почива на мизеријата на работникот. 10 компании прават профит од 300 милиони евра, а даваат плати кои се просечни или под просекот. 3 банки, Комерцијална, Стопанска и НЛБ, само за пола година во 2022 имаат 70 милиони евра, 18 милиони евра повеќе од 2021. Нив не сакате да ги одданочите, а воведуваме и остануваме рамни даноци. Пола милион луѓе во државата, наши сограѓани, живеат со 100 денари дневно. Синдикалната потрошувачка кошничка е 52.000 денари во ситуација кога минимална плата е 18.000 денари. Двајца родители да работат со 18.000 денари, ќе им фалат 16.000 денари за да покријат минималната синдикална кошничка. И од каде ќе ги најдат? Ќе ги најдат од вашите брзи кеш кредити и од лихва во банкарскиот сектор. Кога ќе влезете во банка, 30 страници ви е тарифницата, 80% од вработените луѓе кои се кредитно способни живеат во должничко робство на банките. 16 милиони евра само една банка прави од бескаматни приходи од тоа што за едно добар ден ви наплаќаат. А да не зборуваме за овие брзи кеш кредити, каде што за 10.000 земени треба да вратите 40 или 50.000 денари. Но ништо од ова ваше чукање во гради не му помага на народот. Да се изразам јакобински во духот на Робеспиер, народот се уште шета бос по сокаци и сака да си направи чевли од кожата на аристократите. Воведувате типична десничарска рамно-даночна политика. Удирајќи се во гради дека спроведувате некаква си европска политика, не доведовте во држави каде што сме заедно со Украина, Унгарија, Белорусија и Русија. Само овие држави од Европа имаат рамен данок. Ниту една држава во Европската унија кон која што наводно стремите нема рамен данок. Се плашите да воведете прогресивен данок на доход, да ги даночиме бонусите. Еден менаџер зема колку 400 шивачки. Се плашите да воведете данок на богатство како во Норвешка, како во Шпанија, како во Швајцарија. Се плашите да воведете данок на луксус. 25% е данокот на луксус во Европска унија во која што наводно стремите. Се плашите да ги одданочиме хациендите кои ги имате, јахтите кои ги возите, скапите часовници, мебелот, облеката и накитот. Данокот на наследство на милионерите. Грција има 6 пати поголем данок на наследство од нашиот. Данок на експлоатација. Профитите на газдите се зголемени за 300%, платите за 50%, 250% експлоатација.
И конечно се плашите да воведете корпоративен данок на екстра профит, кој божемски го воведувате како некаков си данок на солидарност, а во меѓувреме најголемите профитери ви прават лажни финансиски извештаи за крај година, кој божемски се во загуби од 3 милиона, 2 милиона, за на крајот да не го платат и тој данок. И конечно воведувате санкции за Русија, која што ја предизвикува инфлацијата. Сулудо е да се фалите со 10% зголемување на плати во ситуација кога имате 20% инфлација. Понатаму, не инвестирате во државни ресурси. Ова е свесно направено со цел да го приватизирате енергетскиот сектор во кој што имате личен интерес, фамилијарен интерес. Тоа е типична десничарска политика. 1/3 од струјата ја увезуваме, едно Косово кое не е ни држава, си ги задоволува потребите, една Босна и Херцеговина која е раштимана држава, има струја за извоз, а ние со ваквите фамилијарни бизниси на деца, жени, швалерки, роднини, зетовци, во СФРЈ за 20 години се инсталирани повеќе мегават часови отколку во независна Македонија за 30 години, и тоа 10 пати повеќе. Значи, она што е оставено од Југославија, вие не можете ни да го одржувате. Железниците и патиштата се посебна приказна. Во Турско, побрзо од Битола ќе сте стасале до Солун, отколку од Битола да стасате до Скопје, ќе ви требаат 3 дена за тоа што кај Богомила ќе ви заврши. Имате окупаторски, душмански патарини. На еден човек кој патува од Штип до Скопје ќе му требаат 1200 евра годишно за патарина, а на еден австриец ќе му требаат 110 евра годишно за патарина. И третиот столб на вашата десничарска политика, милитаризацијата. Значи, преку 400 милиони евра даваме на военно-индустријскиот комплекс на НАТО за оружје, наместо да градиме болници, наместо да градиме градинки и училишта. Вториот пункт е дека сте антиевропска влада. Под плаштот на европска коалиција вие сте арамиска коалиција. Ние сме единствена држава каде што се милионери на власт. Значи, топ 1 најбогатите се во вашата влада. Тоа се Груби, тука се Али Ахмети, тука сте вие. Имате просечно по 3 стања, 3 коли, заштеди по Белизе, црни фондови од шверц. Значи, сите пари се кај вас. Не постои ваква мафијашка групировка која што е на власт во ниту една европска држава. Следниот пункт зошто сте антиевропска влада. Затоа што имаме сполулавена корупција од која што младите бегаат. Затоа што склучувате тендери во 4 очи по 10 пати поголеми цени од реалните. Тоа што наместо младите ни бегаат затоа што имаме наместени конкурси и непотизам. Го видовме тоа преку новите обвинители, новите судии, новите професори на факултети. Креиравте кастински, династиски систем. Наместо да не донесете во Европска унија, не спопикавте во земји од типот на Тринидад и Тобаго, Мозамбик и брегот на Слоновата коска, каде што цвета корупцијата. И последно, ја воведовте новата граѓанска религија на еуфундаментализмот. Креиравте ваша пета NGO колона на западнизмот. Крекате за руско влијание, а во меѓувреме се откриени документи кои што тврдат дека во изминатите децении истурени се 67 милиони евра од американски фондации и од Сорос фондации. Вашите провладени загари станаат цицачи на новиот хибриден режим. Воведовте Facebook милиционери на мислата преку разните факт-чекери и вистиномери. И на крајот, вашиот сервилен менталитет. Одмолчувате пред странците од колективниот запад, а дома воведувате вазална и лузерска политика. Нижете пораз до пораз. Пораз со Грција, пораз со Бугарија, па ако сакате и пораз со ДУИ во вашата собствена влада во која што си станавте собствено малцинство. Премиер кој не ги контролира клучните ресори, школство, здравство и финансии, не е премиер. За вас ви остана само Министерството за екологија. И конечно, под плаштот на европеизација воведувате антимакедонска политика, бугаризација и косоваризација наместо европеизација. Воведовте либанизација на Македонија и бейрутизација на Скопје. Од 20 ресори, 10 се македонци, 10 се албанци. Правичната застапеност отиде во неповрат. Во Западна Македонија ќе градите автопати, во Источна ќе градите селски, локални и регионални патишта. Воведовте ранковна тиранија на малцинството, со илегална двојазичност, со енклави кои не плаќаат даноци, кои не плаќаат струја, кои не плаќаат вода и комуналии. Еден германски политолог за нашиот систем вели дека е единствен во вселената со еден парламент, а 2 влади. Има обратни системи со 2 парламента, а 1 влада, меѓутоа ваков хибриден режим не постои во светот. Воведовте башибозук,
сатрапија и полупротекторат. Воведовте образец на еднонационален грабеж, разградување на парламентарниот систем. Парламентарна држава не постои, постои паралелна држава во држава. Воведовте државни функции со подзаконски акт како типот на прв вице-премиер. Преименувате улици и школи без бадантер. Двојазични полициски униформи без закон. Меѓутоа, вашите денови се изброени, премиер.